Политичкиот договор за влегување на партијата Алтернатива во владата, што го објавија премиерот Зоран Заев и лидерот на Алтернатива Африм Гаши, беше во фокус на интересот на медиумите. Дел од нив објавија неточни информации за бројот на министерствата и ресорите што ги доби новиот партнер во владиното мнозинство. Во изјавата пред медиумите на премиерот Заев и претседателот на Алтернатива Гаши на 5 декември, премиерот Заев го изјави следното. Дел од овој значаен политички договор е дека Алтернатива ќе преземе одговорности преку нивно учество во менеджирање на неколку министерства и институции. Алтернатива ја презема одговорноста со свој кар и од своите редови ќе назначи министер за здравство, министер за информатичко општество и администрација и министер без ресор задолжен за диаспората. Владата ќе воведе неколку министри без ресор со цел подобро да се справува со сите домашни и глобални предизвици. Но по изјавата повеќе медиуми објавија вест дека Алтернатива доби 3 министерства, дека влегува во влада со 3 министерства или дека ќе води и раководи 3 министерства. Таков е случајот со насловот на вечер. Алтернатива ќе води 3 министерства, ќе има 3 заменици министри и повеќе директорски позиции во државни институции. Република објави наслов. Алтернатива ќе добие 3 министерства, 3 заменици министри, но и фонд за здравство, МЕПСО, железници. Нова Македонија напиша. Алтернатива ќе раководи со 3 министерства. Радио Слободна Европа објави наслов. Алтернатива доби 3 министерства. За ВМРО ДПМН Заев плаќа за да остане на власт. А Слободен печат напиша. 3 министерства, 3 заменички места и уште 40 функции. Што добива Алтернатива со влезот во власта? Дел од медиумите кои објавија неточни наслови ја увидоа грешката и се коригираа. Слободен печат насловот Алтернатива влегува во влада со 3 министерства го промени во Алтернатива влегува во влада со 3 министерски места. Нова ТВ насловот Заев Алтернатива добива 3 министерства, мнозинството е стабилно, го смени во Заев Алтернатива добива 3 министри, мнозинството е стабилно. Телевизија 21 насловот Алтернатива ќе раководи со 3 министерства, меѓу кои и здравство, Заев постигнавме вреден договор за справување со предизвиците, го промени во Алтернатива ќе раководи со Министерството за здравство. Заев постигнавме вреден договор за справување со предизвиците. Дел од медиумите пак ги избришаа неточните текстови. Таков случај е со сител и содржината, Алтернатива добива 3 министерства. Заев ги соопшти кадровските решенија. Всушност со политичкиот договор Алтернатива доби 2 министерства и 1 министер без ресор. 3 министерски позиции, но 2 министерства. Во владата сега има вкупно 16 министерства, а Министерство за диаспора нема. Ги издвоивме овие неточни информации затоа што беа бројни, а и затоа што дел од медиумите се обидоа да ја однесат приказната повторно во насока на меѓуетнички пребројувања и тензии. Токму затоа и медиумите и публиката треба да го зголемат вниманието, затоа што опасните манипулации честопати се кријат изад навидум банални и ненамерни грешки.